Светот одбра следната генерација автомобили да бидат на електричен погон. А Македонија? Имате паркирано полава кај полнач на Еванако. Фала ве, поздрав. Сега ќе дојде некај ја има паркирано. Тргнавме на пат од Скопје до Битола и назад во еден ден со нелуксузно електрично возило за да видиме дали во земјава е возможно да се користи електромобил надвор од главниот град. Двата полночи се зафатени, а многу е лошо што сега треба ги чекаме луѓево бидејќи ова е единствениот полнач што е во градот. Има ли место во Европската Унија за земја со 50 на полначи и неколку стотици електрични возила? По многу долги состаноци, по многу мали и големи компромиси, Европскиот парламент во февруари донесе голема одлука. Од 2035 година во земјите на Европската Унија ќе биде забранета регистрација на нови патнички автомобили и комбиња со мотор на внатрешно согорување кои не се јаглеродно неутрални. Look what's happening in China, look what's happening in India, look what's happening in the United States is to electrification. На ниво на Европската Унија во 2022 година 12,1% од сите новорегистрирани возила биле батериски електрични автомобили. Пред 4 години тој процент изнесувал само 1%. За споредба, новите дизел возила во 2022 година имали учество од само 16,4%, односно само 4% поени повеќе од електричните. Пред 4 години нивното учество било повеќе од двојно поголемо, 36,7%. На европско тло, Норвешка е лидер во употреба на електрични возила. Дури 79% од новите возила регистрирани лани се електрични, или сликовито. 8 од 10 норвежани што купиле нов автомобил во 2022-та, решиле тој да биде на струја. Следуваат Шведска, Исланд, Холандија, Данска, додека во регионот најдобра е Бугарија, со удел од 3,5% на електричните возила меѓу новорегистрираните. Во земјава, МВР има податок за околу 600 регистрирани електрични возила, од кои голем дел се мали електромобили за достава. Нема податок колку од новите патнички автомобили, например лани, се електрични. И без тоа, јасно е дека се екстремно малку. Зошто е така, се обидовме да дознаеме од прва рака. Изнајмивме електрично возило што не е луксузно, тоест од средната Ц класа со просечен обсег од околу 300 километри. Одбравме да одиме до Битола и назад, односно да симулираме пат на кој ќе мора да ја полниме батеријата за да се вратиме назад. Рентакар компанијата ни даде информативен материјал, според кој во земјава има околу 50 јавни полначи. Повеќе од половината се во Скопје, а по еден или најмногу два има во уште 17 града. Колку што гледав за до Битола, има попатно во Велес и Кавадарци, а многу е лошо што нема во Прилеп. Нема во Прилеп. Да, им треба малку да добро да го изменаџираме тоа до Прилеп. Со цел да ја добиеме вистинската слика, максимално возевме со 105 км на час, а бидејќи дента температурата беше прилично висока, користевме клима. Дали тоа влијае на батеријава? Од Скопје до Велес има околу 55 километри и дотаму потрошивме 18% од батеријата. Сепак, влеговме во градот и се упативме кон единствениот полнач за да видиме во каква состојба е и како функционира. Еве го полначот, Ова е сликата што не пречека. Преполн паркинг и два автомобила паркирани на местата резервирани за полнење возила. Е на тавата му пишува, бе, ово не тоа паркирате. Ама џабе сум го ставил, барем број. Ти си го ставил? Јас сум го ставил. Јас 3 години сум макен, ево, јас 3 години. 3 години. Форма, стајак нема уграва. Нема. Ало, здраво. Не имате паркирано полава кај полнач на Еванако? Да. Фала ве, поздрав. Чао. Ке дојде? Сега ќе дојде некоја госпоѓа има паркирано. Собственичката на едниот од автомобилите паркиран на местото за полнење електрични автомобили, брзо го тргна своето возило, бидејќи имаше оставено телефонски број на ветробранското стакло. Возачот на второто возило не се ни појави.
Заштитните фолии за сонце укажуваа и дека немал намера да се врати за кратко откако паркирал. Откако едното возило се помести, следуваше нов проблем. Едниот од двата полначи не работи, што значи дека во градот де факто има само еден. Ако се има предвид дека за целосно да се наполни возилото се потребни 4 до 5 часа, во Велес теоретски може да се полнат 4 до 5 возила дневно. Ама на вакви гужви со паркингов, кој попрво, што доколку имаше и пред нас некоја друга електрична кола? Неле? Ќе требаше да чекаме ние минимум 3-4 сата. Минимум. Поречиси 1 час полнење време беше да продолжиме. Следна попатна станица Кавадарци. Во принцип, полначите во градовите најчесто се поставени на најфреквентните локации, но не е така и во Кавадарци. Мораше да користиме навигација за да го најдеме. Кога стигнавме, местото резервирано за електрични возила беше празно. Пајажината ни сугерираше дека ретко кој го користи. Зелено свети. Откако автомобилот доби мала инјекција, продолживме по првично испланираната рута. Од Кавадарци до Битола има 90 километри, но попатно нема ниту еден полнач. Откако пристигнавме во Битола, задачата ни беше да најдеме каде ќе полниме гориво. Случајно да не знаеш полнач некој за електрични возила во градов кај има? Мислам има ракометно, од тука само право од лева страна има едно кутија. Добра. Мислам таму, прашаш таму на рампи. Во Битола, единствениот јавен полнач се наоѓа на приватен паркинг, а кога пристигнавме таму, веќе имаше приклучено 2 автомобила. Зафатен е полначот. И тоа двата полначи се зафатени, а многу е лошо што сега треба ги чекаме луѓето, бидејќи ова е единствениот полнач што е во градот. Само еден има во Битола? Само еден има во Битола, а лошото е што нема ни во Прилеп, така да не можеме да се вратиме. Ако се вратиме до Кавадарци, не знам дали ќе издржи до Кавадарци. Во неизвестноста се обидовме да добиеме повеќе информации за тоа кога овие две возила биле приклучени, за да решиме како да постапиме понатаму. Од вработената на паркингот ни беше кажано дека до салата има уште еден полнач. Приватен е? Не е приватен, велат дека службени возила полнат на дали е точно или е лаган, не знам. Фала, е баш да провериме. Информацијата дека постои уште еден полнач на истиот паркинг ја врати надежта кај нас, но кога стигнавме до него следуваше разочарување. Некој проект од ЕУ. Иако на полначот стои дека тоа е дел од проект на Европската Унија за конекција помеѓу Македонија и Грција и е финансиран со европски пари, не можевме да го приклучиме нашето возило. Сока? Не. На крај се вративме на првото место и одлучивме да чекаме. Во вториот најголем град во Македонија, Битола, има само еден јавен полнач за електрични автомобили. По повеќе од 2 часа чекање, конечно дојде ред и на нашиот електричен автомобил да се наполни. Возачот на едниот автомобил кој си замина во неформален разговор ни кажа дека другиот автомобил е паркиран и се полни од утрото. Тој неколку пати доаѓал и се враќал бидејќи истото возило го окупирало полначот. За да ја наполниме батеријата до 100% ни беа потребни околу 2,5 часа, бидејќи полначите низ земјава најчесто не се од најбрзите. Се заедно, во Битола изгубивме 5 часа, што во чекање, што во полнење. И кога си заминувавме, второто место на полначот остана зафатено од возилото оставено таму од утрото. Со полна батерија, од Битола тргнавме назад кон Скопје. Тестот ни покажа дека не е ниту лесно, ниту практично да се вози со електрично возило низ земјава, бидејќи нема инфраструктура и нема култура. Па можеби не е изненадување што електричните возила се реткост. Како да се разбие магепсаниот круг во кој потрошувачите не купуваат такви возила поради инфраструктурата, а бизнисот, како бензинските пумпи, не ставаат полначи бидејќи нема возила со кои би оправдали инвестицијата. Во Србија има субвенции од 2,5 до 5.000 евра за купување на електрично возило. И многу слична е ситуацијата и во останатите земји во регионот. Ние, за жал, во Македонија се уште немаме субвенции и би рекол дека тука може државата да се вклучи многу повеќе за поттикнување, со предлог како да даде субвенции
со ниски каматни стапки или некои даночни олеснувања. Славчо Матевски работи во програмата за продажба на половни возила на Олимпија Моторс. Компанијата е можеби најголем увозник на малку користени електрични автомобили во земјава. Според него, субвенциите за граѓаните би требало да бидат само првиот чекор. Во Македонија имаме, за жал, само еден брз полнач. Инаку тие полубрзи полначи ги има поставено евани и ги има некаде околу 50 низ државата. Јас би рекол дека потребно е да имаме најмалце уште 5 до 6 брзи полначи кои што ќе бидат распределени не во центарот на Скопје, туку да бидат на 100 до 150 километри надвор од Скопје за да бидат најпрактично искористени. Субвенции или друг начин на потикнување на пазарот може да спроведе само државата. На прашањето зошто во моментов нема субвенции, од ресорот на Крешник Бектеши одговорија дека тие ја предложиле мерката во 2 наврати, последно при изготвувањето на овогодишниот буџет. Се предвидуваше да се субвенционира износ од 3000 евра во динарска противредност за набавка на хибридни и износ од 5000 евра во динарска противредност за набавка на електрични возила, но при расправата за буџетот програмата не беше прифатена и не стана дел од годишната програма за работа на владата за 2023 година. Предходно, велат од Министерството за економија, во 2019 година не поминали и нивните предлог измени на законот за возила со кој се предвидувало програмата за субвенции во самата легислатива. На прашањето пак, дали планираат да субвенционираат полначи, од економија велат. Во моментов во Министерството за економија не се предвидени законски измени и олеснување во поглед на поголемо користење на електрични возила и нема предвидено програма со која ќе се врши субвенционирање на компаниите за инсталирање на полначи за електрични возила. Инсталирањето е сложен процес кој бара координација на повеќе субјекти. Без најави за субвенции, известно е дека најголем дел од товарот за поставување полначи низ земјава ќе остане само на евана. Од тие малку што ги има во земјава, речиси сите, односно 40 се нивни, поставени во рамки на проектот Електромобилност. Втората фаза пак, која во тек, започна со проширување на мрежата на полначи со така наречени брзи DC полначи. Првиот ваков полнач е инсталиран во Гевгелија, на граничниот премин Богородица, поточно на бензинската станица Мак Петрол. За оваа година е планирано да се постават дополнителни 4 DC полначи и 6 AC полначи. Од компанијата за 360 степени вела дека работат со општини, бизнис партнери и паркинзи за изнаоѓање нови локации за полначи. Тоа може би и ќе убеди уште по некој возач да купи ново електрично возило. Се разбира, доколку возачот е финансиски поткован, бидејќи дури и со субвенции, електричните автомобили се поскапи од своите бензински и дизел колеги. На краток и среден рок, патот на земјава кон Брисел останува на погон од минатиот век, на нафтени деривати.